Десетици илјади луѓе излегоа на улиците ширум Европа да протестираат против зголемените трошоци за живот и цените на енергенсите. Во неделата во Прага на протест излегле околу 70.000 луѓе. Повикаат цените на енергенсите и инфлацијата да се стават под контрола преку заземање на неутрална позиција за војната помеѓу Украина и Русија и повторно да се увезува газ од Русија. Целта на нашите демонстрации е да бараме промени, главно во решавањето на прашањето за цените на енергијата, особено струјата и гасот, кои ќе уништат нашата економија оваа есен. Државите ширум Европа воведоа серија мерки за облажување на ценовните шокови, но тоа не ги предомислува демонстрантите. Високите цени за живот нанозе ги кренаа и германците. Партии од двете страни на политичкиот спектрум најавија жешка есен, а главна причина за демонстрациите се цените на храната, гасот и електричната енергија кои неконтролирано растат. Бидејќи нема гломазен пакет помош, ќе има силни протести на улиците. Почнуваме во Лајпциг, а веќе имаме демонстрации во Франкфурт, а ќе имаме и во Ќе има многу други демонстрации низ цела Германија и овие жешки протести се надевам ќе го задржат притисокот врз германската влада. Во Чешка електричната енергија и гасот се ослободени од ДДВ. Енергијата од обновливи извори е ослободена од даноци. Националната банка ги кредитира малите и средни предпријатија преку финансиска помош без камата, додека пак за индустријата се воведени цела серија даночни ослободувања. Во Германија несиромашните семејства државата им ги покрива сметките за грејење и финансиски ги поддржува преку еднократни субвенции. Таму е намален и данокот на доход, како и даноците за превоз на студенти и лица со ниски примања, како и многу други финансиски олеснувања. 19 земји кои го користат еврото како валута бележат рекордна инфлација и постојани поскапувања на цените на енергенсите. Годишната инфлација во земјите од еврозоната се зголеми од 8,9% во јули на 9,1% во август, што е највисоко ниво од 1997 година. Пред војната во Украина, евро повезуваше повеќе од половина од своите потреби за нафта од Русија. До крајот на оваа година се очекува Европската унија да забрани 90% од увозот на руска нафта, но не сите земји од унијата се согласуваат со овој потек.